Јас сум оделенски наставник, Елисавета Митева, при основното училиште ОУ Гоце Делчев Велјуса од Струмица. Наставник во 4-то оделение. Денеска за задача ја имаме обработка на наставната содржина, обработка на текст, навреда, на страница 126 од учебникот за 4-то оделение. Текстот ќе го прочитам јас еднаш изразно, а потоа продолжуваме на негова обработка. Обработка на текст навреда. На ричето имаше две црешни. Едната беше стара и шуплива, нагрдена, осакатена. Имаше само две гранки, а недалеку од неја растеше друга црешна, млада, витка. Низините раскошни гранки ја правија уште поубава. Еднаш чавката и подвикна на младата црешна. Еј, убавице, зарем не ти пречи онаа старица? Праше ме нешто поумно, чавко, се навреди дрвото. А старата црешна не рече ништо. Само со горчина се насмевна. Додека пак ветерот не можеше да се воздржи. А ти, чавко, дали ја сакаш својата мајка? Ја праша. Па кој не ја сака родената мајка? Горделива беше чавката. Затоа треба помалку да дрдориш. И да знаеш дека старата црешна е нејзина мајка, а таа беше некогаш млада и убава. Пред повеќе години, една нејзина семка, токму јас ја истркалав малку понастрана. Ете, од неја изникна младово дрво, раскажуваше тој. Чавката се засрами и без збор одлета. И бидејќи беше обична чавка, никогаш не дозна дека навредата боли повеќе и одрана. Автор на текстот е Горијан Петревски. Ајде да позборуваме малку за текстот. Што е тоа што ве воодушеви од овој текст? Еве, например, дали е тоа младоста и раскошната убавина на младата црешна? Или пак можеби е издржливоста и мудроста на старото дрво? Или пак можеби е искреноста од ветерот? Значи, размислете и забележете во вашите тетрадки. Продолжуваме понатаму. Имаме за задача сега да ја пронајдеме реченицата од текстот со која дознаваме дека старата црешна е навредена. Кој е точниот одговор? Реченицата под 1, 2 или 3? Реченицата под број 1. Праше ме нешто поумно, чавко, се навреди дрвото. Реченицата под број 2. А старата црешна не рече ништо, само со горчина се насмевна. Реченицата под број 3. И бидејќи беше обична чавка, никогаш не дозна дека навредата боли повеќе и од рана. Првата реченица. Праше ме нешто поумно, чавко, се навреди дрвото. Но сега кое дрво се навреди? Дали младото дрво или старото дрво мајка? Во овој случај се навредило младото дрво од чавката која што ја навредила нејзината мајка. Втората реченица. А старата црешна не рече ништо, само со горчина се насмевна. Навредата која што таа ја почувствувала од чавката ја изразила само со една горка насмевка за старото дрво. И третата реченица се мисли овде на чавката која што никогаш не можела да разбере каква навреда ја упатила на старата црешна. Точниот одговор е реченицата под број 2. Од овој текст имаме една народна поговорка која можеби многумина од вас си имате слушнато. Јазикот коски нема, а коски крши. Што значи ова? Имаме изразување. Како може, деца, јазикот да крши коски? Да дадеме наше разбирање за оваа народна поговорка. И
при тоа потоа да изнајдеме некои други поговорки кои што имат иста или слична порака. Значењето на поговорката јазикот коски нема, коски крши, тоа е дека лошиот збор може да навреди и да остави длабоки лузни на нас. Навредата боли исто колку некој физички да не повреди, да не ги искрши коските, дури и повеќе од тоа, бидејќи раната со тек на време ќе зарасне, а лошиот збор не се заборава никогаш. Затоа, деца, треба ние да бидеме внимателни, да не упатиме некој лош збор, некоја навреда на нашето другарче, на нашите родители, на наставниците, на повозрасните. Треба да бидеме внимателни како ги употребуваме зборовите, бидејќи јазикот е нашето неголемо оружје. Со јазикот можеме и железни порти да отвараме, но при тоа треба да бидеме внимателни, да не ги навредуваме другите исто така. Други поговорки со иста или слична порака. Навредата боли повеќе од рана. Тоа е исто така од текстот. Водата се може да измие, само лошиот јазик не може. Тоа значи дека лошиот збор ниедна вода не може да го измие. Јазик клука, глава пука. Два пати помисли, еднаш кажи. Значи, ако кажеме ние нешто лошо, потоа колку и да се покаеме, тоа ние и треба два пати да помислиме, а еднаш да го кажеме тоа што сакаме. Сега имаме за цел да дадеме заклучок и да ја откриеме пораката на авторот од текстот. А тоа е дека треба да бидеме доста внимателни и да размислиме два пати пред да кажеме некој лош збор некому, бидејќи навредата најмногу боли и таа се памети за цел живот. Имаме значење на неколку зборови од текстот. Дрдори. Оваа се однесуваше на чавката, бидејќи таа премногу зборувала, значи можеме да го замениме со други зборови. Премногу зборува, непромислено. Витка, за младата црешна. Витка тенка. Раскошна, исто така, за незините раскошни гранки, за младата црешна, дека таа е убава, прекрасна. И за крај, ќе ви предложам неколку активности за домашна работа. Тоа е да се прераскаже текстот, но претходно ќе го поделите на целини и за тие целини ќе дадете наслов и према тоа ќе се водите по редоследот на тие целини и ќе ви биде полесно да го прераскажете текстот во домашната тетрадка. Исто така, треба вие учениците да измислите поинаков крај на расказот, према некое ваше размислување, како би можеле да го завршите крајот на овој расказ. Размислете и запишете во вашите домашни работи. Тоа е се за денеска, драги ученици. Ви благодарам. Се гледаме во некоја наредна прилика.